За правилен раст и развој на земјоделските култури неопходно е да се изврши агрохемиска анализа на почвата, советува Ристо Велков од регионалниот синдикат на земјоделски производители. Според него, пред да започне сеидбата на било кое растение, земјоделците треба да направат детална анализа на почвата. Ова е потребно со цел да не дојде до загуба и непотребни трошоци уште при самиот расад. Доколку одредено растение се посади на земјиште каде што претходно имало друга култура, може да дојде до несакани последици и уништување на целиот расад. Што е најважно и на кои работи треба нашиот земјоделски производител да обрне внимание пред да започне со сеидбата? Мислам дека ако има еден правилен пристап во производството, нашиот земјоделски производител е неминовно да изврши анализа на самата почва на која ќе бидат засадени дадените земјоделски култури. Зошто велам дека треба да биде направена анализа? Мислам дека тоа е неопходно затоа што да не се изложи на вишеток на средства во текот на производството, да троши при самата исхрана, бидејќи ако дадена површина или тоест дадена почва е снабдена со одредени елементи, мислам дека во текот на производството нема потреба од ставање на тие елементи. Исто така неопходно е да знае самиот земјоделски производител на површината која ќе бидат засадени градинарските култури, со која ЕЦ и ПХ вредност располага, дали е соодветна, тоест дали ги исполнува параметрите на дадената култура која што ќе биде засадена на тие површини. Освен анализа на почвата, Велков советува уште при самиот расад земјоделците да употребат и одредени мерки за заштита на своите растенија. Доколку навреме се искористат соодветните мерки, ќе се спречи и појавата на болести. За квалитетен развој на земјоделските култури, потребно е да се внимава и на температурните разлики, а неопходно е и одржување на правилен процент на влага на местата каде што се одгледува земјоделската култура.